Дури и 4 години после донесувањето одлуката од 2035 година да се забрани продажбата на автомобили со мотори со внатрешно согорување не престанува да ги бранува духовите. Овој пат малку посериозно, бидејќи реакциите доаѓаат директно од политичкиот врв на Унијата, од Европската народна партија. Таа подготвува манифест со кој се повикува на ревизија на автомобилските еколошки планови и тоа што е можно побрзо. Иако оваа иницијатива може да се толкува како популизам пред европските избори закажани за летово, нејзиното значење сепак не смее да се потценува. Оваа партија е најбројна на сите нивоа на власта во парламентот, советот и комисијата, а нејзиниот лидер, чиј тим е автор на нацртот, е германски политичар со долгогодишно искуство по професија инженер. Според документот со моќна реторика, Европската народна партија ја отфрлува идеологијата на забрана, посочувајќи дека како ефект од тоа може да настане ситуација во која европјаните со децении ќе продолжат да ги возат своите стари автомобили на фосилни горива. Се нагласува избегнување на фаворизирање на специфични решенија, во овој случај електричните возила, и се бара да се зазеде отворен став према декарбонизацијата и да се овозможат различни алтернативи.